Почитувани гледачи, вие следите емисијата Одговори на тешки прашања. Како да верувам во Библијата кога тоа е целосно спротивно? Изненадувачки е колку често се поставува ова прашање. Таквите всушност тврдат дека Библијата е полна со очигледни грешки, кои доколку се реални го оневозможуваат верувањето дека Библијата е од божествено потекло. Таквото разбирање дека самата Библија не е помирена со себе е многу вознемирувачко и фрла сомнеш за низината веродостојност. Меѓутоа, ако се најдат такви забележливи грешки, почитувани гледачи, грешки секако во Библијата, тоа само ќе покаже дека тие делови на Библијата не потекнуваат од совршениот сезнаем Бог. Не би го денеска дискутирал тоа овде, бидејќи воопшто јас лично не се согласувам дека Библијата е полна со грешки. Но на жалост многумина веруваат дека Библијата се спротивставува на самата себе, што фрла сомнеш во низината веродостојност. На прв поглед, некои делови од Библијата не се совпаѓаат, но со темелно истражување, со темелно проучување ќе се увериме или ќе потврдиме дека сепак тоа не е точно. Пред се мора да бидеме искрени со библискиот текст, а самиот проблем не треба да се намалува или зголемува во нејасни случаи, едноставно верувајте му на авторот. Ние не го правиме истото кога читаме други напишени дела. Па зошто да не и кога ја читаме Библијата? Значи, кога ние читаме некоја друга книга, ќе пронајдеме некоја грешка, но не се задржуваме на таа грешка. Ја гледаме целата содржина на самата книга. Што води до тоа спротивставување? Еве да се запрашаме. Законот за непротивречност е основа на секој логичен заклучок. Односно, нешто не може да биде, а и да не биде во исто време. Еве, на пример, не може да биде денеска времето дожливо и во исто време недожливо време. Значи, тоа е невозможно. И врне и не врне. Или врне дожд, или не врне дожд. Ако во Библијата може да се најде прекршување на тој закон, тогаш и само тогаш може да се докаже неопходноста или спротивното. Еве да речеме, ако Библијата напишала, а тоа секако не го пишува, го земам како пример, дека Исус умрел на крстот за време на кризата во Иерусалим и во исто време умрел во Назарет. Тоа би било добар доказ за грешка во Библијата. Во услови на можни противречности, необичаено е важно да се знае како две изјави може да бидат различни, а сепак да не се контрадикторни. Некои не прават разлика помеѓу контрадикторноста и разликата. Еве, на пример, со двајцата слепи во Ерусалим. Ако читате во Евангелието според Матеја, тој вели како двајца слепи го сретнале Исуса, додека Марко и Лукас спомнуваат само еден човек. Сепак овие две изјави не се побиваат, туку се надополнуваат. Да предпоставиме дека сте денеска некој од вас, почитувани гледачи, разговарале со градоначалникот и началникот на полицијата во градското собрание. Подосна се сретнуваш со твојот пријател, да го наречеме Јован, и му кажуваш дека денеска си разговарал со градоначалникот. Еден час подоцна се сретнуваш со твојот пријател или другар Петар и му кажуваш дека денеска си разговарал со градоначалникот и со началникот на полицијата. Кога вашите пријатели ќе ги споредат податоците што ги добиле од вас, ќе ми се чини дека не се исти. Но тука нема противречност. Да му кажевте на пријателот Јован дека разговаравте само со градоначалникот, тогаш ќе дадовте спротивна изјава од она што му ја дадовте на Петар. Изјавите што им ги дадовте на Јован и Петар се различни, но не и контрадикторни. Во истата категорија има и многу библиски податоци или текстови. Многумина веруваат дека пронашле грешки во делови од Библијата што всушност не ги прочитале правилно и искрено.
Еве, на пример, во книгата До судиите наоѓаме извештај за смртта на Сисара. Во Судии 5 глава, 25 до 27 стих пишува како жената Јаила губила Сисара, удирајќи го со чекан во шаторот додека пиел млеко. А во 4 глава, 21 стих пишува дека таа губила додека длабоко спиел. Со внимание, ако го читаме текстот во 5 глава, 25 стих, ќе видиме дека не пишува дека тој пиел млеко во моментот на несреќата. И така исчезнуваат можните спротивности. Почитувани гледачи, понекогаш ни се чини дека два дела се контрадикторни поради неточен, например, превод. Може и преводот да биде неточен. Познавањето на оригиналните јазици на кои е напишана Библијата ќе ги реши овие проблеми, бидејќи и грчкиот, и хебрејскиот, како и сите постоечки јазици, имат своји особености што е тешко или речиси невозможно да се преведат на современите јазици. Класичен пример може да се најде во извештајот за обратувањето на апостол Павле, запишан во книгата Дела на апостолите, 9 глава, 7 стих, цитирам: „А луѓето што одеа со него, стоја зачудени, оти слушаа глас, а никого не гледаа.“ Друг извештај во Дела на апостолите, 22 глава, 9 стих, пишува: „Они кои беа со мене, ја видоа светлината и се оплашија, но гласот на оној кој ми зборуваше не го чуеа.“ Изгледа дека двата извештаи се контрадикторни еден со друг, а едниот наведува дека следбениците на апостол Павле слушнале глас, додека другите, или другиот превод вели, дека не слушнале гласови. Ако добро знаеме грчки јазик, ќе успееме да ја решиме ова загадка. Еве како Аридит, експерт за старогрчки јазик, го толкува овој текст. Конструкцијата на глаголот «ако» не е иста во двата случаи. Во Дела на апостолите 9 глава 7 стих се користи со генитив, а во Дела 22 глава 9 стих со акузатив. Конструкцијата на реченицата со генитив изразува дека нешто се слушнало или дека во уво стигнале некои гласови. Ништо не кажува дали лицата го разбрале тоа што го слушнале. Конструкцијата на реченицата со акустика ги опишува фактите кои се поврзани со менталното разбирање на изговорената порака. Значи, очигледно е, драги гледачи, дека овие два дела не се споредливи еден со друг. Во Дела 22 глава 9 стих не е негирано дека придружниците на Павле слушнале глас. Јасно посочува дека тие не слушнале на таков начин за да разберат што е кажано. Исто така, треба да се нагласи дека ако се најде можно решение за некои тешко разбирливи делови во Библијата, би било неразумно да се тврди дека целата Библија е полна со грешки поради тој дел. Некои тешки места, например во Библијата, можеби денеска ни се појасни, затоа што, или не се јасни, затоа што не ги знаеме историските околности и не затоа што тоа било грешка од апостолите напишено, туку само тоа ги потврдува околностите, а не затоа што било грешка. Само го потврдува нашето непознавање на околностите на настанувањето на одреден случај или неговата евиденција. Но со развојот на историските и археолошките науки, тие потешките делови од Библијата се осветлуваат или се осветлени и многу така наречени грешки исчезнале со новото знаење. За некои проблеми треба да почекаме, а потоа да ги погледнеме решенијата. Иако има се уште неразбирливи делови во Библијата, кои се уште не се можеби објаснети и разбирливи целосно, наше цврсто уверување дека со стекнување повеќе знаење за библиското минато, проблемите исчезнуваат. Библијата го прикажува Бога како семоќен Бог, кој сигурно нема да си противречи на самиот себе. Па затоа знаеме дека ако се следи неговиот збор, Библијата нема да има никакви противречности.
Почитувани гледачи, ви благодарам на вашето внимание. Се гледаме во наредната емисија со ново прашање. Пријатно!